Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Великден е најголемиот христијански празник, денот кога се слави победата на животот над смртта. Верниците за Великден ќе ги ограничат посетите само кај најблиските за да се честита празникот. Спортската сала на Медицинското училиште во Тетово ќе биде регионален центар за имунизација за Полошкиот регион. Доаѓат откако ќе поминат деновите на Велик четврток, Вели петок и Велика сабота, во која се исполнуваме за страдањата и погребението на Господа, доаѓат Воскресение Христово Великден. Тоа е денот кога жените мироносици, одејќи на гробот и сакајќи да го помажат Христа со мириси, во третиот ден го нашле гробот отворен и ангел се појавил пред нив кој што им кажал: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Христос не е овде, но воскресна. Тој во истиот ден им се јавил вечерта и на насобраните апостоли, се јавил и на Марија Магдалена и со тоа во наредните 40 дена го потврдувал Воскресението. Воскресението е најголемиот и суштествениот празник на црквата. Се празнува денот на тој начин што се прави воскресна утрена со опход околу храмот, а потоа се богослужи света литургија и во целата света седмица се богослужи света литургија. Светлата седмица ги зафаќа деновите од Воскресение до томина недела. Се поздравуваме со поздравот Христос Воскресе, на вистина Воскресе, кој што останува да биде актуелен поздрав наредните 40 дена до Вознесението Христово Спасовден. Нека ни е честит празникот Христос Воскресна, на вистина Воскресна. Великден е најголемиот христијански празник, денот кога се слави победата на животот над смртта. Православните христијани и оваа година го одбележуваат Христовото воскресение во пандемиски услови. Христос воскресе! Со зборовите Христос воскресна, на вистина воскресна, православните верници го дочекаа најголемиот христијански празник Великден. Со великденска богослужба, која ја служеше митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, на полноќ помеѓу 1 и 2 мај беше објавено Христовото воскресение. Стотици верници присуствуваа во дворот на црквата, каде што запалија свеќи и традиционално 3 пати кружеа околу храмот. Се помолија за здравје, среќа и посакаа сена љубаво. Па здравје прво, во ситуацијава најбитно е здравјето. Па на сите православни верници им посакувам многу здравје, да донесе празникот и се најубаво. Се најубаво. Битно е здравје, па друго Господ како решил така. Следната година повесели. Втора година поред, Великден се прославува во услови на пандемија, но за разлика од претходната година, овој пат без поголеми рестрикции. Саботата пред Великден беше укината мерката полициски час, со што верниците го дочекаа празникот Великден без таквата рестриктивна мерка. Во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово се одржа света божествена литургија. Народниот обичај за Великден во Тетово е тоа што мажите одат по домовите на роднините и пријателите да го честитаат празникот, додека жените остануваат дома да пречекуваат гости. Се подготвува богата трпеза, а на заминување гостите се даруваат со вапцано јајце. Тетово од секогаш имало најубаво празнување за Великден, најчешите надет. Дента за Великден од секогаш било, од памтивек било, да се празнува на тој начин што се посетуваат роднините. Значи, мажите заедно со децата одат по посета на пријателите, кумовите, потесен круг. Ние еве допред корона имавме едно 12 на куќи што ги посетувавме. Жените седат дома зашто куќата мора да биде отворена, зашто па истите тие мажи од тие други куќи кај што одиме ние не посетуваат нас. Масите се богати со ордевери, торти, јадења, кифлици се, домаќинките се подготвуваат месеци и месеци уназад, све што се варосуе, што се чисти, све за Великден се пре. И секогаш било
свечено заради тоа што и децата се дотерувале тој ден. Но пандемијата со коронавирусот овие 2 години го промени начинот на прославување. Минатата година Великден го поминавме во карантин, а годинава посетите се ограничени. Ако пред 2 години се одеше на гости во десеттина куќи, сега само кај најблиските. Ланската година со короната накратко само се прекина тој адет. Верувам дека ево оваа година срамежливо некаде ќе примаат гости, некаде не примаат, некаде ќе соди, но во најблиск круг на пријатели, на роднини, секако и годинава ќе се помине по гости. Масите ќе бидат наместени. Зошто еве сега нема полициски час, па не знаеш кој ќе ти дојде дома, мора да биде све средено, наместено. Еден да дојде, двајца да дојде, мора да биде све дома наместено, да се пречека човек како што треба. А дај Боже да помине ова болештина, па од следната година да се вратиме на старите адети. Прашуваат сега луѓето, друг пат не се прашувало, се знаел. Сега прашуваат, ќе чекате да дојдемо, ние прашуваме, така да ќе има во поредуцирана форма можеби, но доволно за да опстои адетот. Можеби само со посета на пријателиве, еве и на врата доволно, на врата да се честита, да се земе јајце великденско и без послужување и се, но сепак да се пренесе таа убава вест за Христовото воскресение на пријателите. Во Тетово и Велики петок се празнува на различен начин, обичајот наречен Три цркви. Жените во попладневните часови посетуваат 3 православни храмови во градот, каде палат свеќи за здравје. Најголемиот христијански празник Великден во Тетово се одбележува на специфичен начин. Традицијата на овој ден да се оди на гости кај роднините. Оваа година пандемијата со коронавирусот ја промени. Верниците ги ограничија посетите само кај најблиските, за да се честита празникот. Имаме 20 пункта подготвени, значи се е по протокол од Министерството за здравство. Тука имаме и амбуланта од брзата помош од здравствениот дом Тетово, која ќе стои на располагање доколку има некои несакани ефекти, некои пациенти слично. Исто така имаме поддршка и од полицијата и од војската за да се спроведе ред во вакцинацијата. Се надевам дека ќе биде успешна масовната вакцинација во Тетово и ќе се вакцинираат што е можно поголем број од граѓани со цел да што побрзо ја победиме оваа пандемија. Тетовската градоначалничка Теута Арифи апелираше граѓаните да го почитуваат закажаниот термин за вакцинација. Сакам да апелирам до сите граѓани, не само да се вакцинираат, но исто така откако ќе го добиваат терминот за вакцинација преку сајтот, да се одржуваат и поддржуваат на тој термин, за да може целиот тој процес да биде ефикасен, да биде брз и да може да се обслужуваат што повеќе граѓани. Ова е една од најголемите можности на овој начин заедно сите да излеземе победници пред овој голем предизвик фактички кој веќе повеќе од една година не мачи сите. Од утре салата ќе биде регионален вакцинален пункт, а други засега не се планирани. Жителите на тетовското село Лешок се задоволни од организацијата на процесот на вакцинација, иако сметаат дека би требало да има и пункт во руралните средини. Повозрасните лица за да стигнат до вакциналниот пункт зависат од своите најблиски, кои треба да ги однесат до Тетово. За утре, ја дека сум пензионер и жената пензионерска, имам 85 години, сега 86 се правим. Не можемо сами, не можемо, ја и не сме ми да возим више. Ја сум возел уште од рано. Така, значи синот ќе ве носи? Синот ќе не носи. Постари, ако има, треба да и носи некој. Тоа е. Ја татко ми се вакцинира, многу беше, мислим, добро, со AstraZeneca. 86 годишен.
Ја го однесов, па мора, нема кој да одна, али добро беше организирано, немаше чакање, немаше, мислим, добро, затоа. Би требало да има еден пункт отворено некаде поблиску, за да може луѓето да доаѓаат таму. А во Тетово, да речеме, добро беше, идеше се поред, не се жалим од тоа, нормално беше све, ама кога би имало отворено уште барем 2, по-друго. За повозрастните жители? За повозрастните гледав таму ја, луѓето не може да ида, да речеме некој, па полако ќе се кача таму. Инаку во просториите на здравствениот дом во Тетово досега се вакцинирани 1600 лица. Никој од нив не пријавил несакани ефекти по примањето на вакцината. Ховер, вака е насловен новиот албум на тетовецот Глигор Кондовски, во кој се застапени 9 песни. Кондовски ја карактеризира музиката како амбиентална, користени се различни видови на природни звуци, звуци од урбана средина. Кондовски ни објасни подетално за какво дело се работи. Албумот е генерално амбиентална, саундскейп музика, акузматика и така натаму. Тоа е подиздание на издавачката на независна издавачка куќа со продуцентот Давид Ангелевски од Шарла од Скопје. Генерално во овој албум нема виолинистички делови, иако во претходните сум користел. Тука многу послабо е. Тоа се снимени звуци, звуци од природата, звуци од различни видови на звуци, урбани средини, кои што после тоа се комбинирани, што и самиот стил, самата саундскейп и акузматика е специфично, мислам, за тој жанр на музика и сега акузматиката е околу тоа што генерално акузматиката е комбинација со снимени звуци и користење на инструменти. Тука се појавува пијаното некаде и затоа можам да кажам дека и е од тој дел на жанрот како акузматичен, но повеќе натежнува на саундскейп, бидејќи се тоа снимени звуци и хармонизирани, искомбинирани со различни видови на ефекти и така. И секоја трака си носи интересна своја приказна во себе, што може би утре би прераснале во интересни сценарија, може би во филм. Глигор Кондовски за прв пат изработува ваков албум. Предходно сум работел, но предходните албуми се повеќе како применета музика, како филм скор, значи повеќе музика наменета за филми, реклами и маркетинг. Од време на време се наоѓала по некоја трака од типот на акузматика или нешто. Предходниот пред овој албум, значи е албумот Here, кој што е исто амбиентален, но тој е повеќе акузматичен албум. Но овој последниот албум Hoover е повеќе со саундскейп и е комплетно со снимени звуци и комбинација на снимени звуци. И помалку користење на инструменти. Кондовски освен со музика, се бави со фотографија и изработка на документарни филмови. Тетовецот Глигор Кондовски неодамна издаде нов албум кој содржи амбиентална музика. Ова е прво вакво негово дело, каде што користи комбинација на различни видови природни звуци и звуци од урбани средини. Конечно, објектот на територијалната противпожарна единица Тетово ќе добие нов изглед. Објектот е во процес на целосно реновирање и од надворешниот и од натрешниот дел. Командирот Ука Алити истакна дека се очекува работите да завршат за 2 недели. Сме започнале пред 3 недели у територијалната противпожарна единица Тетово, значи се прави реконструкција и реновирање на целиот објект. Значи можем да кажем и внатре и надвор. Значи се прави генерално реновирање на целиот објект. Тука спаѓа изолација, значи молерај на надворешната страна и внатрешната страна, собите кај што се одмарат, кај што пожарникарите вршат пасивен одмор, кај што се одмарат, значи спортската сала што ја поседуваме, што ја имаме внатре, ќе се поплочуваат и местата кај што
Ние највише стоиме тука, значи бањите, тоалетните простории, значи целиот простор ќе се реновира. Но да ви кажам дека и гаражните врати што ги имаме ние тука, значи тие составени пред 30 и кусур години, што еве една чудна работа што после 30 и кусур години, значи тука не е чепнато апсолутно ништо, можеби е земено, не е стаено ништо, но ете, дојде време кај што можеби нашата работа се вреднува и дојде време да се инвестира у објектот на територијалната противпожарна единица да личи како еден модерен објект, кај што можем да кажем дека со ова и вработените пожарникарите спасители што се во општина Тетово и што ги обслужуваат и 5 други рурални општини, значи ќе се мотивират кога ќе имат подобри услови за работа, ќе се мотивират за да бидат што уште мотивирани за интервенирање на некој си пожар, па и било што, да им, кога им затребаме на нашите граѓани да им бидеме блиску за нивна сигурност и безбедност. Територијалната противпожарна единица Тетово обслужува уште 5 други општини: Желино, Боговиње, Јегуновце, Теарце и Брвеница. Поречи се 30 години, објектот на територијалната противпожарна единица ќе добие ново руво. Реконструкцијата се врши и на надворешниот и на натрешниот дел, а се очекува да биде целосно завршена за 2 недели. Тетово ќе биде регионален центар за имунизација за Полошкиот регион. За таа намена се подготвува спортската сала на медицинското училиште. Во продолжение следуваат информациите од спортот. Фудбалските прволигаши го одиграа редовното 31-во првенствено коло. Фудбалерите на Ренова забележаа значајна победа во борбата за опстанок против Струмичка Беласица од 3:1. Втората тетовска екипа во прволигашката конкуренција Шкендија беше поразена од Стругас од 2:0. На останатите надпревари во дербито за излез во фудбалска Европа Шкупи и Македонија Ѓорче Петров одиграа 0:0. Во градското дерби работнички го совлада Вардар со 3:1. Силекс и Борец ремизираа 1:1, додека Пелисер беше подобар од Академија Пандев со 3:1. На табелата во водство е Шкендија со 71 бод и обезбедена шампионска титула. На втората позиција е Шкупи со 57 бодови и сигурен учесник во европските фудбалски купови ова лето. На третата и четвртата позиција се Македонија Ѓорче Петров и Струга со 52, односно 51 поен. И тука ќе се води голема борба за излез во надпреварувањата на УЕФА. Следуваат работнички со 44 и Пелисер со 41 бод во сигурната зона. Додека во борбата за избегнување на баражот за опстанок се Борец на 7-то место со 37 бодови, Силекс е 8 со 36 и на 9-тото и 10-тото место Ренова и Академија Пандев со по 35 бодови. Со едната нога во втората лига е Вардар со 31 бод на 11-тото место и на последната позиција е Беласица со само 17 поени. Во второлигашката конкуренција останува непознато само која екипа ќе игра во баражот за пласман во првата лига. Во 25-тото коло постигнати се следниви резултати: Скопје Охрид 2:0, Кадино Кораб 3:0, Велешта Охрид 0:1 и Влазрими Дрита 2:2. На табелата Скопје е лидер и нов прволигаш со 54 бодови. За пласман во баражот во игра се Велешта и Охрид со по 43 бодови и гостива на четвртата позиција со 42 поени. Во сигурната зона со обезбеден второлигашки статус за наредната сезона се Кораб со 30 бодови, Кадино и Влазрими со по 27 и Тетек со 24 поени. После ова коло официјално испадна екипата на Дрита од Боговиње која има 21 бод на 9-тата позиција, а од поодамна е познато дека Вардар Форин е дисквалификуван и преселен во најнизок ранг на надпревари. Ракометната репрезентација на Македонија со победа над Швајцарија од 29:28 ги заврши квалификациите за пласман на Европското првенство кое во јануари ќе се одржи во Унгарија и Словачка. Нашите ракометари без оваа победа веќе има обезбедено пласман на континенталниот собир, но одиграа чесно и го покажаа и докажаа својот квалитет на овој надпревар.
Македонија квалификациите ги заврши со 5 победи и само 1 пораз, што представува најдобар скор во сите досегашни квалификацијски циклуси за нашата репрезентација. Учеството на Европското првенство во Унгарија и Словачка ќе биде вкупно 7 за нашите ракометари, а 6 во серија. На дуелот против Швајцарија најпрецизни во нашите редови беа Кирил Лазаров и Филип Кузмановски со по 6 голови, додека Гоце Георгиевски 4 пати стрелаше прецизно. Ждрепката за завршниот турнир од Европското првенство ќе се одржи во четврток во 17 часот во седиштето на ЕХФ во Виена. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно! Во регионалните вести ќе гледате: Великден е најголемиот христијански празник, денот кога се слави победата на животот над смртта. Верниците за Великден ќе ги ограничат посетите само кај најблиските за да се честита празникот. Спортската сала на медицинското училиште во Тетово ќе биде регионален центар за имунизација за Полошкиот регион.